Точката 10. Односно точката 11. Да. Повелете. Финансискиот план на ЈПК Комуналец Вергелија за 2026 година исто се содржи во програмата за работни активности на предпријатието. Истиот ги прикажува приходите и трошоците кои планираме да ги оствариме во 2026 година. За приходи планираме некоја си финансиска конструкција од 206 милиони денари, од кои од приходи од редовни дејности 173 милиони 300 илјади денари и финансиски приходи 32 милиони 700 илјади денари. Најголем дел од приходите од редовни дејности се од приходи од вода, канализација и пречистување на отпадни води или 87 милиони 500 илјади денари. Од финансиските приходи најголем дел се приходите од амортизацијата на донираните средства во износ од 30 милиони денари. За 2026 година планираните трошоци изнесуваат 204 милиони 900 илјади денари. Од нив најголем дел е за плата и надоместоци на плата или 110 милиони денари и трошоци за амортизација 38 милиони денари и некоја проектирана добивка од 1 100 илјади денари. Повелете, има прашање. Благодарам. За збор се јавува Сивова. Палчинова. Благодарам, председателке. Поздрав до поранешните мои колеги од Комуналец. Мило ми е што се гледаме. И сега вака. Заедно е? Заедно е? Заедно. Не, мислам дали ние или само... Не, ви помилам, да, скажах за сите во множина, да. Значи, за програмата за работните активности на ЈПК Комуналец за 2026 немам забелешки воопшто, затоа што е сеопфатна. Добро, во некои нешта, во некои дел сегменти е копи-пейст, ама тоа е, нема друг начин да се направи за тоа што тоа е тоа. И описот на предпријатието и се е сега вака. Пошто ќе дискутираме и за двете точки, значи тука забележено ми е во програмата за 2026, а исто и финансовиот план за 2026. Приходите од автобуската станица 2025 година биле планирани 2 милиона, сега се 2 милиони и 500, па прашањето ми е врз основа на што планирате да биде тој приход покачен. Понатаму. На комисиите за вчера упатив прашање до представникот на Комуналец за план на производство на вода за 2026 година. Во 2025 година стоеше дека бунарско потече Вардар, планирана произведена количина 200.000 метра кубни по потреба. Сега во планот за работа за 2026 година го нема, па прашањето ми беше зошто е тоа така. Одговор не добив, па ако може од вас исто да ми одговорите. На комисиите за вчера побарав извештај од тестирањата за здравствената безбедност на водата и благодарам, ги добивме. Само што, мислам, добро, имаше многу материјали за скенирање за оваа седница, тоа е точно, ама кога има вакви извештаи, убаво е да ги имат сите советници. Бар да кажеме еден или два, уфатени се, да, во нив стои дека е таа здравствено безбедна вода за пиење и така, ама поттикнување за да побарам извештај од тестирањето беше прашање од наш сограѓанин за квалитетот на водата. И ние како советници не знаевме да одговориме, нели, за тврдината на водата. А тука во извештајот стоат сите параметри, така да благодарам за тоа.
И сега тука во делот 5.2 одделение за водовод, за предвидените проширување и рехабилитација на водоводната мрежа, директорот истрапно одговори да не се, мислам, образложи да не се повторам, затоа што има нови планирања баш за подобрување на водоводната мрежа. И сега во делот 5.3 одделение за канализација, ние како советници добивме и тоа стои во план и програми за развој за општина Гевгелија, баш за делот за канализација, каде што со одлука на владата за користење на средствата за капитални дотации до единиците за локална самоуправа за инфраструктурни проекти од областа на животната средина и просторното планирање. Значи, со одлуката на владата и Министерството за животна средина одобрени се 5 проекти. Изградба на фекална канализациона мрежа во село Мелетково, изградба на атмосферска канализациона инфраструктура за дел од улица Кукушка Гевгелија, изградба на секундарна атмосферска канализациона мрежа на улица Новопланирана 7 во блок 3.1 Гевгелија, изградба на атмосферска канализациона инфраструктура на улица Дванчо Прк и Петар Мусев, општина Гевгелија, и реконструкција на нефункционален SCADA систем за мониторинг и управување на пречистителната станица во Гевгелија. Се надевам дека овие одобрени проекти има планирано нешто 2025 не се реализира, најверојатно ќе биде тоа 2026-2027, се надевам дека нема да останат на хартија, ама самото тоа, реконструкција на нефункционален SCADA систем за мониторинг и управување на пречистителната станица некако ми остава сомнеш дека се точни гласините дека не работи со полн капацитет пречистителната станица. Иако вие често пати овде и во минатиот состав на Советот негиравте дека е се во ред. Значи, за финансовиот план сакам да ми кажете на што, врз основа на што ги планирате зголемените приходи од автобуската станица, а тука приходите од водоводни услуги планирано за 2025 било 2 милиона и 800, реализирано до 31.10.2025 3.200, сега за 2026 2 милиона и 500. Значи, намалување и планираното за 2025, прашањето ми е и за таа ставка. Благодарам. Благодарам. Представниците, одговорите следи или после? Во врска со прашањето за Бунари Вардар и производството на вода од Бунари Вардар. Секоја година Бунарите Вардар се бекап варијанта за комуналец, за водоснабдување. Тоа е директно вбризгување во системот и помага за водоснабдувањето на граничниот премин Богородица, Стојаково и Селемни, и обично тие ги вклучуваме по потреба некаде околу 1 јули. Оваа година прв пат беше да ние не да успееме без тие бунари да ги задоволиме потребите на граничниот премир и трите села, и тоа е еден на некој начин успех за предпријатието, заради тоа што тоа кошти и пари, и ние заштедивме во електрична енергија. И ако е тенденцијата иста како и ова година, затоа и него предвидовме во 2026 година. Пречистителната станица, да, има проект, мислам дека имаше тендерска постапка која што е завршена, има фирма изберена која што треба да ја реализира новата SCADA, значи надградување новата SCADA. И сега што со SCADA-та? Не се работи за тоа дали пречистителната станица работи, само капацитетот, не дали капацитетот на примање на вода, туку се работи за капацитетот во автоматизацијата. Значи некои работи што треба да бидат автоматски од почеток до крај, некои работи се прават мануелно, и сега може и автоматски, а во овој момент, ама ние не знаеме кога ќе биде пак автоматски. Да се заштитиме од тие работи, мора да има нова SCADA, тој е специфичен систем,
скада не се поправа, заради тоа што тие се програмерски работи, да не навлегувам во тоа, не сум баш стручен, но фирмата што има добиено, мислам дека треба во наредните месеци да почне со реализација на тој проект. Повели за друго. Во врска со приходите од водоводни услуги и приходи од автобуска станица, сепак ова е некој финансиски план за годината што предстои. Во соработка со другите одделенија го изработуваме планот. За автобуската станица предвидуваме дека ќе имаме зголемување најмногу во меѓународните линии кои беа во застој некој период, па мислам дека предвидувам дека ќе има зголемување со оглед на тоа што посебно летниот период се чека многу на границата со Грција. За водоводните услуги предвидуваме околу 2,5 милиони денари, бидејќи во 25-та година имавме, да кажам, дополнителен ангажман од страна на општината за изведба на водоводна услуга на влезот во град Гевгелија. Заради тоа ни се покачени овие услуги и со оглед на тоа колку сега се гради во наредната година, најмногу се должи на зградите што се градат во градот и мислиме дека некаде од прилика 2,5 милиони денари би било приходот за 2026. Да. Благодарам. Воред. Алчинова, повелете. Во однос на точка 10, предлог решение за давање согласност на програмата за работа на јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец Гевгелија за 2026 година. Во програмата е наведено дека јавното претпријатие планира да остварува приходи по основ на услуга за баждарење. Прашањето ми е дали услугата баждарење реално се изведува, дали баждарницата во рамките на јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец воопшто е во функција и дали по систематизација постои предвидено работно место. Во делот на програмата кој се однесува на одржување на чистотата на јавните прометни површини, ме интересира дали метењето на улиците е согласно утврдената програма и распоред или се метат улици кои што не влегуваат во таа програма и дополнително во истиот овој дел од програмата е предвидено и миење на улиците. И сега тука ќе кажам дека освен во периодот на пандемијата, кога поради вонредните околности миењето беше зачестено, не верувам дека граѓаните сведочат за миење на улиците. Па си го поставувам прашањето дали оваа активност, миење на улиците, навистина се спроведува или е само формално стои во програмата. Во однос на точка 11, предлог решение за усвојување на финансовиот план за јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец Гевгелија за 2026 година. Во планот стои дека за 2024 година реализираните приходи од пазар изнесуваат 387.963 денари. За 2025 година е планирано 400.000 денари, но заклучно со октомври 2025 реализацијата е само 195.005 денари. А за 2026 година повторно се планираат 400.000 денари. Значи, до 10 месец 2025 година реализацијата е негде 49%, а за следната година имаме исто реализација. И сега ми е прашањето, врз основа на што очекувате да се постигне тоа планирање, кога само до 10 месец немаме дури ни половина од вкупните планови за следната година. Во ставката, по точка 11, во ставката останати трошоци за вработени, дневници за службено патување, надоместоци за членови на управниот и надзорниот одбор ја имаме следнава состојба.
Во 2024 година реализирано 4.340.286 денари. Во 2025 планирани 4 милиони денари, заклучно со 10 месец реализирани 3.465.090 денари. А за 2026 се предлага зголемување на оваа ставка и тоа планирано е да изнесува 4.500.000 денари. Прашањето ми е на што се должи тоа зголемено побарување, што се предвидува во тоа, што влегува во тоа, предвидени повисоки надоместоци, повеќе службени патувања или што? И најважно, дали овие средства ќе придонесат за подобрување на услугите кон граѓаните или станува збор за административни и функционерски трошоци, баш во услови кога граѓаните се соочуваат со зголемени трошоци за живот. Ви благодарам. Благодарам. Да почнем од крајот. Стварно не знам какви се тие функционерски трошоци. Ако нешто има потреба предпријатието, има, а да планираме ние колку службени патувања, од сега мислам дека никој не знае во никоја институција колку би имало. Тоест се службени патувања кои што се минимални, но има тука обуки, што ние имаме обврска за тие обуки, за да функционира предпријатието законски, некои работи мора да се реализира. И за тоа имавме некое зголемување, дали беше претходната година, во која што повеќе вработени и посетија обука за јавни набавки, имаше некои таму. Секогаш во некоја недоумица сме со ставката баждарење. Баждарење, тоа е баждарење и одржување на водомери. Се согласувам дека мислам дека ставката не е баш како што треба, заради тоа што и по одлуката на Совет не е баш како што треба. Не е баш ставката во сметката, не отсликува тоа што ствари е. Пред година и пол реализиравме еден проект со грант од 100.000 евра од Министерството за животна средина, во кој што комуналец со кофинансирање обезбеди, значи бесплатно обезбеди средства, сега не можам во проценти да кажам, ама мислам дека некоја петтина од средствата беа од комуналец, ако не и повеќе, во кој што се набавија водомери и им се инсталираа на луѓето. Да, има работно место во баждарница, во врска со метларите според програмата, ние и оваа година што следува и претходните години, тоа што е во програмата, ние ги шириме зоните во кои што ние делуваме со метење на јавно-прометни површини и не се само тие што се напишени, но некој многу повеќе уствари ние реализираме во врска со миењето, да ние миеме во исклучителни ситуации и тоа и претходно тука тоа го зборено, дискутабилно е тоа миење на улиците, колку е потребно и каков ефект има со моменталната меканизација ние што ја имаме. Во план е да се во оваа година да се инвестира во тој дел, за да може да биде тоа миење, од тоа миење што било и претходно, мислам дека едно обично полевање повеќе ги нервира луѓето отколку што врши некој ефект, како во короната, така и претходно. За делот од финансискиот план за приходите од пазар, да појаснам дека оние угостителски објекти што се наоѓаат на стариот пазар ги фактурираме еднаш годишно на крајот на годината и заради тоа досега имаме 195.000 денари, а планираме 400.000 денари. Тоа се покрупни износи и секогаш ги фактурираме на крај на годината, значи не се влезени во реализиран до 31.10.2025. За трошоците за вработени дневници и слично,
тоа што спомна директорот за дневница е многу мал дел од овој износ. Овде најголем дел зазема истотата на регрес на вработените и заради тоа, бидејќи секоја година се зголемува во однос на претходната, затоа имаме предвидено 4,5 милиони денари. Сега исплатата ја правиме најчесто на 2 пати, летно и зимно време зависи. Меѓутоа во текот на таа година, затоа планираме зголемување за околу 500.000 денари во однос на лани. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој друг не се јавува за збор, моле? Ви ставам точка 10 и точка 11 на гласање. Точка 10. Предлог решение за давање согласност на програмата за работните активности на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец Гевгелија за 2026 година. Молам кој е за, нека крене рака. Кој е против? Воздржани? Констатирам дека точка 10 е усвоена со 12 гласа за и 4 против. Точката 11. Предлог решение за усвојување на финансовиот план на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец Гевгелија за 26-та. Ја ставам на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Кој е против? Воздржани? Со тоа констатирам дека точката 11 е усвоена со 12 гласа за и 4 против. Преминуваме кон следните точки на дневен ред, точка 12 и 13. Точка 12. Предлог решение за именување членови на управниот одбор на јавното предпријатие Комуналец Гевгелија и точка 13. Предлог решение за именување членови на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на предпријатието Комуналец Гевгелија. Отварам претрес по предлог решенијата од двете точки и бидејќи представник од прво со комисиите, да, извештај од комисиите. Добро. Одавам збор на председателот на комисијата да се произнесе. Повелите. Двете точки? Да, двете точки заедно, да. Почитувани, Комисијата за прашање на избори и именувања одржи комисија на која ги усвои точките за избор на членови во управниот и надзорниот одбор на ЈПКД Комуналец Гевгелија. Имено, општината објави јавен повик за пројавување интерес на кандидати за избор на членови на управен и надзорен одбор и тој беше распишен на 22.12.2025 година. Постапката беше спроведена во две фази: административна селекција и интервју врз база на што е изготвена предлог ранг листа од пријавените и по основа таа листа се предлагаат најдобро рангираните пријавени кандидати. А тие сега прво ќе почнам со 5 члена што се на најдобро рангирани за управен одбор на ЈПКД Комуналец Гевгелија, а тоа се Благој Манасиев, дипломиран економист, 95 поени, Весна Тошева, дипломиран правник, 92 поени, Маријан Бучков, дипломиран историчар, 70 поени, Рузица Атанасова, дипломиран професор по математика, 70 поени и Маја Мичова Ристовска, дипломиран учител, 70 поени. Овие се 5 члена што се најдобро рангирани за во управниот одбор на оваа предпријатие, а за во надзорниот одбор врз база на предлог ранг листата најдобро рангирани тројца се Викторија Јанкуловска, дипломиран правник со 92 поени, Александра Андонов, дипломиран економист со 70 поени и Александра Манасиевска Митрова, дипломиран инженер по заштита на животна средина со 65 поени. Тоа е извештајот од оваа комисија. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Сибова па Алчинова. Благодарам, председателка.
комисиите завчера реагирав како координатор на советничката група на неколегијалното и непринципиелното однесување на советничката група на ВМРО-ДПМН. Побаравме 10 минути. Процедурално? И така, значи побаравме 10 минути. Първо, нека на точката от беше на моята комисия. Стоп, да, слушаме. Значи, координатор на советничката група на ВМРО-ДПМН е Димитар Веков. На излегувањето на Димитар Веков му реков каде ќе одиме. Не одиме на кафе, не одиме на журка, одиме да запалиме свеќе на последен поздрав на почит. Бре. Да заврша. Ајде замисли. Ајде. Значи, нема цел. Нема цел. Значи целта ако има ово моје обраќање е тоа што јас бев член на Советот и во минатиот состав. Кога имавме колеги од ВМРО. Дел од нив се и овдека. Значи имавме толку колегијален однос. Сведоци се. А сега, значи ароганција, не од сите. Ке ве погледнам, си знаете. Е така, ароганцијата можете да ја оставите надвор. Овдека сме сите исти. Председателката е прва меѓу еднаквите, а другите сите сме еднакви без разлика од која политичка партија доаѓаме. И колегијално е кога некој ќе замоли и кажува зошто, да одговорите на тоа. Значи, тоа е пропуст на координаторот на вашата советничка група, што не ви пренел нашата потреба. Како и да е. Точка на дневен ред е предлог решение за именување на членови во управниот одбор на ЈПК Комуналец. Сметавме и од нашата советничка група имаше член во таа комисија, Карамфилка, значи не ја изчекавте, имавте кворум, не викам дека не, кворум за работа сигурно сте имале, подсетете се, тоа беше завчера, значи не е толку давна. И како и да е, наш пешчоток е дека не сакавте да не изчекате за да немаме дискусија. Ама јас и тогаш на комисиите после тоа реков дека правото за дискусии се го задржуваме затоа што не бевме присутни на самата комисија. Е сега, по однос на предлог ранг листата за 5 лица, мислам нема да дискутирам за личностите, ќе дискутирам за профилот. Дипломиран економист горе, дипломиран правник горе, дипломиран историч, ќе пишува историјата на Комуналец, дипломиран професор по математика, дипломиран учител. Мислам, потребите на Комуналец е машински инженер, електроинженер. Само овие 5 души доставиле барање за да се јавиле на јавниот повик. Јавниот повик, број 091682 од 22.12. Значи, комисијата за селекцијата е направила оваа ранг листа. Комисијата за избор и именување само ја потврдува да дојде на седница на Совет. И сега од сите овие предложени, можем само да кажам дека на поранешниот председател на управен одбор сега е награден со уште еден мандат, а ниту една седница на поранешниот совет не се одзва на покана на Совет. Сведоци сме дека Комуналец прикажува фиктивна добивка, а има реален дол. Благодарам. Реплика Петко? Валчина. Колешки Сивова, јас ќе ве посоветувам да ги прочитате соодветните закони за тоа како се спроведува јавен повик и како се врши таа селекција, а тука јас мислам дека ваш пропусток требало како член на Совет, знаејќи дека има јавен повик, да испратите на што е можно повеќе луѓе да се аплицираат, заради тоа што не за џабе така се вика. Јавен повик беше објавен на веб страната на Комуналец, на веб страната на општина Гевгелија и на фејсбук страната на општина Гевгелија. Кој сакал да аплицира, можел да аплицира. Врз основа на аплицираните, таа ранг листа е спроведена од најдобро рангираните кандидати по некои си параметри. Благодарам.
Благодарам. Контрареплика, Сивова. Благодарам, председателите. Значи, колега Петков, на Комисијата за избори и именувања се разгледуваше наверојатно. Не бе присутна, наверојатно се разгледуваше само ранг листата на предложените кандидати. Комисијата за селекција, каде што е председател, има член и член, нели што Комисијата за селекција ја утврдивме на седница на Совет, неспорно е. Комисијата за селекција го направила тој избор на ранг листа и на избор и именување дојдоа право ние 5 избрани. Колку вкупно кандидати се јавиле на јавниот повик? Дали знаете да ми одговорите? Ако не, ќе го повараме тоа од општинската администрација. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Поканувам Алчинова. Да. Точка 12. Предлог решение за именување на членови во управниот одбор на јавно предпријатие за комунални дејности Комуналец Дивгелија. Во предлог решението за именување членови во управниот одбор забележуваме дека се појавуваат имења на кандидати од листата за советници и поранешни советници. Тоа ми отвара дилема на кој начин се вршат овие именувања. Се добива впечаток дека одредени лица по секоја цена мора некаде да бидат именувани, без тоа да се образложат нивните стручни квалификации. Управните одбори не смеат да бидат простор за партиски згрижувања, туку тела кои носат одговорни одлуки и ја насочуваат работата на јавните предпријатија. Во управен одбор се предлагаат лица со профили како дипломиран наставник по оделенска настава, дипломиран историчар. Сакам да нагласам дека овдека не станува збор за подценување на ниту еден профил и секоја професија е чесна и важна. Но сосема друго е прашањето дали е соодветен стручниот профил за работа во управен одбор на комунално јавно предпријатие, кое што баш токму денес управува со сериозни системи на водоснабдување, отпад, финансии, јавна инфраструктура и услуги кои директно ги засегаат граѓаните. За такви лица мислам дека се потребни токму лица со искуство, со знаење од областа на комуналните дејности, економијата, правото и инженерството. Имам впечаток дека критериумот не е компетентност, туку политичка подобност. Во однос на точка 13, предлог решение за именување на членови во надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на јавното предпријатие Комуналец. Прашањето ми е, како комисијата го гарантира принципот на непристрасност и спречување на судир на интереси, имајќи предвид дека член на комисијата учествувал во рангирање каде што прво рангиран кандидат е неговата сопруга? Дали сметате дека е етички и законски прифатливо член на комисијата да учествува во изборната постапка во која неговата сопруга е прво рангирана и дали се тоа не го компрометира целиот изборен процес? Зошто членот на комисија не се изел од постапката со оглед на очигледниот личен интерес? Дали ова е пример за транспарентност или уште еден случај на семејно влежување во институциите? И дополнително загрижува фактот што членот од комисијата и да е одземен од гласање, во добиените официјални документи се уште стои како член на комисијата за селекција. Судерот на интереси не се решава ако воопшто е одземен од гласање, не се решава со формално воздржување од гласање, туку со целосно исклучување од процесот. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Представникот од комуналното предпријатие, повелете.
Почитувана председател, почитувани советници и представници, добро вечер. По формирање на комисијата за селекција на избор на членови на управен и членови на надзорен одбор беше објавен јавен повик за пријавување кандидати. Јавниот повик беше објавен и на веб страната на Комуналец и на веб страната на општината како основач, и истата постапка беше спроведена согласно Законот за јавни предпријатија и согласно Правилникот за форма и содржина на јавниот повик. Согласно закон, управниот одбор треба да брои 5 члена, а надзорниот 3, од кои што покрај општите услови што треба да ги исполнуваат и посебни услови, и тоа сите треба да имаат најмалку 5 години работно искуство, од кои и во управниот и во надзорниот одбор е пропишано дека треба да има по еден член со најмалку 5 години работно искуство во правни работи и еден член со најмалку 5 години работно искуство во финансиско работење, и сето тоа е запазено кај кандидатите во однос на ранг листата. За прв пат, согласно измените на Закон за јавни предпријатија, членови на управен и членови на надзорен одбор се избираат со јавен повик, каде што се овозможува на секој заинтересиран граѓанин кој ги исполнува условите пропишани со закон да се пријави. Во однос на пријавите имаше пријавено 10 кандидати, од кои што 4 кандидати само за управен одбор, 3 кандидати само за надзорен одбор и имаше 3 пријави за управен и за надзорен одбор. Целокупната постапка и бодувањето беше согласно правилникот, каде што изрично е пропишано какви документи, кои документи треба да се достават, начинот на бодување на документацијата, и така беше изготвена и ранг листата. Во однос на членот на комисијата за кој спомнувате за судрни интереси, тој е иземен и во фазата на административна селекција и во фаза на интервју, значи беше иземен при разгледување на пријавата на Викторија Јанкуловска. И тоа е нотирано и во двата записника. И во записникот за административна селекција и во записникот за интервју. Благодарам. Благодарам, ќе станете ќе прашате. Благодарам. Чак седни тука, не е проблем. Друг? Дополнително прашање кон представникот? Значи, членот на комисијата и во случај да е одземен од гласење, неговото име стои во документите што ние ги добивме. Неговото име стои како член во комисијата за селекција. И да е одземен од гласење, сепак евгелиската јавност заслужува тоа да го знае. Се јавам за реплика на Карамфилка Алчинова. Можете ли да ми посочите што е прекршено тука? Благодарам. Доколку знаете, доколку не. Јас по професија не сум правник, вие сте правник и повеќе ги разбирате тие работи. Меѓутоа, член на комисија да учествува во селекција или да е потписник, каде што неговата сопруга е прво рангирана, веќе отвара дилема. Ви благодарам. Представникот на Комуналец ги абсолвираше претходните поставени прашања, меѓу кои и на ова. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој не се јавува за збор, ги ставам точка 12 и точка 13 на гласање. И гласни подумаш? Да, цела точка. Да. Точка 12. Предлог решение за именување членови на управниот одбор на јавното предпријатие Комуналец Гевгелија. Ја ставам на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Кој е против? Воздржани? Констатирам дека точка 12, предлог решението, е усвоено со 10 гласа за, 4 против и 20 воздржани. Точката 13. Предлог решение за именување на членови во надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец Гевгелија. Ја ставам на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Кој е против? Воздржани? Нема. Да. Констатирам дека точка 13, предлог решението, е усвоено со 12 гласа за и 4 против. Благодарам.
Преминуваме понатаму, точка 14 и точка 15. Како што кажавме, ги разгледуваме и дискутираме заедно, одлучуваме посебно. Предлог решение за разрешување членови во управниот одбор на јавната општинска установа Дом на културата Македонија Гевгелија од редот на вработените во установата. И точка 15. Предлог решение за именување членови во управниот одбор на јавната општинска установа Дом на културата Македонија Гевгелија од редот на вработените во установата. Отварам претрес по решението со извештај од комисиите. Председателот на комисијата, повелете за збор. Ви благодарам, председателке. Точка 14. Предлог решение за разрешување на членови во управниот одбор на ЈОУ Дом на култура Македонија Гевгелија од редот на вработените во установата. Овде се разрешуваат лицата Силвестер Проле и Ѓургица Петкова од функцијата членови на управниот одбор на оваа институција заради лични причини. И точка број 15. Предлог решение за именување членови во управниот одбор на ЈОУ Дом култура Македонија Гевгелија од редот на вработените во установата. Овде се предлагаат вработените лица Десанка Шутева и Филип Данински. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Сивова, повелете. Благодарам. Значи за точка 14, каде што е предлог решение за разрешување членови во управниот одбор од редот на вработените, каде што по прилог на предлог решението стои дека барањето фактички од двајцата вработени, тоа е значи на од лични причини дават оставка, тоа не спорно и тоа е во ред, таа точка ќе ја поддржиме. Е сега за точка број 15, предлог решение за именување членови во управниот одбор на Дом на култура од редот на вработените во установата. Немам ништо против лицата. Решение добиле на 31.12.2025. 28 не се 28 се во месецот. Колку работни дена се во Дом на култура? Па да бидат во управен одбор. Мислам, апсурд. Благодарам. Ве молам од место не дискутирате. Дали некој се јавува за збор? Реплика Петков на Сивова. Колку вработени претходно броеше институцијата и дали тие претходно биле членови заради тоа што морале да бидат заради тоа што немало други вработени. Ви благодарам. Благодарам. Контра реплика Сивова. Колега Петков. Значи, во CV-то на едни сега избран член на управен одбор стои вработување 31.12.2025 во Дом на култура. Колку дена се тука? Што проблематика тој ги знае за да или до прва ќе се учи? Дали некој друг се јавува за збор? Доколку... Моле? Тодоров? Доколку никој друг не се јавува за збор, ги ставам точките на гласање. Точка 14. Предлог решение за разрешување членови во управниот одбор на јавната општинска установа Дом на култура Македонија Гевгелија од редот на вработените. Ја ставам на гласање. Молам, кој е за, нека крене рака. Констатирам дека точка 14 предлог решението едногласно усвоено со 16 гласа за.
Преминуваме кон гласање на точка 15, предлог решение за именување членови во управниот одбор на јавната општинска установа Дом на културата Македонија Гевгелија од редот на вработените во установата. Молам кој е за, нека крене рака. Кој е против? Воздржани? И двајца не гласа. Констатирам дека точка 15 преку решението е усвоено со 10 гласа за, 4 воздржани и 2 не гласали. Преминуваме кон точка 16, предлог одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка. Отварам претрес по предлог одлуката со извештај од комисиите. Представник од општинската администрација присутен да му дадеме збор на представникот. Благодарам. Почитувани присутни, почитувана председателски членови на Совет на општина Гевгелија, пред вас се материјалите за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Гевгелија и општина Градско. Претходно, на предлог на градоначалникот на општина Градско е доставена процена за потребата од воспоставување на меѓуопштинска соработка, е донесена одлука од Советот на општина Градско за да може да барат извршување на одредени работи од општина Гевгелија, посебно во делот на вршење на инспекцијски надзор и контрола од вработено лице во Оделението за инспекцијски работи во општина Гевгелија. Како што може да забележите, предлогот и проценката се доставени до Советот на општина Градско и од таму ни е доставена одлука дека е прифатен предлогот на градоначалникот. Така, во иста ситуација, таа одлука е доставена до Советот на општина Гевгелија. Јас претходно ви доставив и позитивно мислење што се однесува за оваа работа, така да согласно член 7 став 2 од Законот за меѓуопштинска соработка, градоначалникот позитивно се изјаснил во делот на давање одредено лице да врши услуги и стручна дејност за потребите на општина Градско. Така сега во овој случај во прва фаза останува и Советот на општина Гевгелија да го прифати овој предлог и истата одлука да се врати во Советот на општина Градско. Значи тоа е прва фаза. Во втора фаза ќе се донесе одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу двете општини, ќе се формира комисија која што ќе ја надгледува оваа дејност за давање и вршење услуги од една општина во корист на друга, и во трета фаза ќе се склучи договор во кој што ќе се утврдат правата и обврските што општина Гевгелија ќе ги дава во општина за реализација на потребите на општина Градско, односно тука ќе се пресмета ангажманот на стручно лице градежен инспектор, користење на службена кола за потребите на општина Градско и враќање назад, така да сето тоа ќе биде дефинирано во договор за воспоставување на меѓуопштинска соработка и тој ќе биде даден на увид на јавност. Ако има нешто нејасно, поведете тоа на располагање. Благодариме. Стоп. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, ја ставам точка 16, предлог одлука за прифаќање на предлог за воспоставување меѓуопштинска соработка на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Констатирам дека точка 16 е усвоена едногласно со 15 гласа за. Точка 17. Предлог одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка. Отварам претрес по одлуката со извештај од комисиите. Представник од општинската администрација присутна и даваме збор на представничката. Повелете. Благодарам. Почитувана председателка на општина на Совет, почитувани советници. Точка 17 се однесува на донесување на одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка во рамка на проектот меѓуопштинска соработка за безбедни заедници во областа на превенција, заштита и спасување од природни непогоди. Ова е всушност последниот чекор од пред потпишувањето на договор за воспоставување меѓуопштинска соработка со општина Богданци во делот со превенција, заштита од пожари, од човекот предизвикани катастрофи. Значи, одлуката како што е текстот, ова одлука ја донесува Советот на општина Гевгелија, Советот на општина Богданци. Во тек е и подготовката на договорот за меѓуопштинска соработка, кој што ќе биде подпишено од страна на двата градоначалника, општина Гевгелија и општина Богданци, и со тоа се смета дека процесот на меѓуопштинска соработка меѓу двете општини е завршен. Активностите во рамките на овој проект се одвиваат без пречки.
Дел од опремата овој проект предвидуваше набавка на противпожарна опрема за урбани и за шумски пожари за општина Богдановци и за општина Гевгелија. Дел од опремата е набавено, остануваат уште некои меки мерки, така наречени меки мерки, во тек е нивната набавка, имплементација. Тоа е тоа. Ако имате прашање, слободно поставете. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува за збор, точка 17, предлог одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка, ја ставам на гласање. Кој е за, молам, нека крене рака. Констатирам дека точка 17, предлог одлуката е усвоена едногласно со 14 гласа за. Следната, воедно и последната точка за денес на дневен ред, предлог одлука за измена и дополнување на одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Гевгелија, број 09/2094/7 од 27.12.2023 година и број 09/931/7 од 24.7.2024 година за определување на тарифа цена за општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Гевгелија. Отварам претрес по предлог одлуката со извештај од комисиите. Бидејќи представник од општинската администрација присутен, да му дадеме прво збор на представникот повели. Почитувана председателка на Совет, почитувани советници, пред вас, како точка на дневен ред, е предлог одлуката за измене и дополнување на одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Гевгелија. На комисиите во кратки црти ја образложив предлог одлуката. Ако некој има некои дополнителни прашања, нека постави. Благодарам на представникот. Дали некој се јавува за збор? Неловски, повелете. Благодарам, председателке. Имам повеќе прашања и дали би можело вака во една дебата со представникот од општината, мислам нема да видиме ништо, ако дозволите, затоа што некои нелогичности ги гледам во цифрите што се приложени тука и затоа ја сакам таа дискусија меѓу вика вака, линиски превоз, значи досега е обезбеден за одредени линии во општина Гевгелија, така? Ова се некои нови линии кои се воведуваат. Линискиот превоз е воведен со цел учениците од населените места да се донесат до самите училишта и плюс граѓаните од населените места да може што да искористат да се вратат, да дојдат до Гевгелија да завршат. Така. Сега ми се поставува прашање, пошто доаѓам од образование, има моменти кога скратена е наставата по одредени причини или било што и имаме барање до превозниците порано да дојдат за да ги земат децата, така да линискиот превоз во тој случај мислам дека отпаѓа, затоа што линискиот превоз е во одредено точно време. Така да населението од одредено населено место не би можело да го искористи тој лински превоз. Ќе ми одговорите и на тоа. Меѓутоа, она што за мене е симптоматично, вика вака, релација Гевгелија-Конско 870 денари. Картата до Скопје е 500-600 денари. А ние од Гевгелија до Конско имаме цена 870 денари. Мојн Ново Конско само 60 денари, Ново Конско 270 денари, Мојн Конско 340 денари. Мислам некоја за мене е нелогично. Ако имаме од Конско 3-4 деца кои доаѓаат на училиште во Гевгелија по 870 денари на дете, мислам оваа цена е за мене неразумна. Друго,
Негорци Кованец 305 денари. Мислам дека и таа сума е доста голема. И сега тука линија број 3 Гевгелија Миравци Петрово, каде што вика Миравци Петрово 280 денари, Давидово Петрово 50 денари, а растојанието од Давидово до Петрово е сигурно поголемо отколку од Миравци до Петрово. Милетково Смоквица Петрово 80 денари, што исто така уште поголемо растојанието. И сега дали овие цифри, овие цени се само така нафрлени или имате направено некоја пресметка па се вметнати овде. Мислам дека во самите цифри има голема нелогичност во сумите. Благодарам. Благодарам. Значи, првото прашање, не се воведуваат нови линии, туку се утврдуваат цени или тарифи на одредени меѓурелации за кои претходно немаше цена. А цена претходно немаше од наведените причини во образложението што ви беше доставено во прилог на предлог одлуката. Значи, тие цени цело време постоеја, не беа наведени во одлуката. Бидејќи се неисплатливи за конкретно велите повеќе Давидово Миравци помала цена, Петрово Миравци поголема. Значи логика комерцијална, не за мене, за превозниците. Помалку ученици не им се исплаќа. Значи, трошоците се фиксни. Плаќа возач, плаќа основни трошоци, гориво, амортизација. Мислам дека ова беше наведено и на комисијата реков дека оваа точка е малку поосетлива и затоа е дадено пошироко образложение за неа. Во делот на прашањето, учениците порано завршуваат со настава и мора да го чекаат редовниот превоз, да, бидејќи законот ни налага во истиот линијски превоз да бидат опфатени и ученици и патници. Да нема посебен превоз за ученици, посебен за патници. Значи, законот не налага, не ние. И сега, цените мора да се наведат од таа причина роковите за тендерите за измеѓу линиите, односно помеѓу релациите, населените места кои не беа опфатени, завршена е претходната буџетска година и мора да се планират нови средства. Значи парите се потрошени. И затоа мора да бидат ставени како основа, врз основа на која ќе се направи јавна набавка, односно појдовна цена. Пак ќе кажам, од причина што превозниците не ги возат тие релации. Од познатите причини нема патници, подалечени населени места, трошоци големи. Затоа е ставена цена за Кованец, значи 305 денари,
Тоа е определената цена. Значи, Кованец има 4 ученика. Вкупната цена на дневна основа од училиштето поделено на 4 ученика. Таа е цената. Што се однесува до Петрово. Петрово има 2 ученика, мислам, или 3. Наредната година од Петрово ќе има само 1 ученик. Значи, превозникот прави трошоци, но до некаде прави и математика. Ако има други прашања. Сега не знам аз колку ви појаснив во моите одговори, но фиксни се трошоците, значи трошоци за возила, за возач, за гориво, за одржување, се тие. А дали ќе му се исплати, очигледно не се исплаќа на превозникот, затоа редовните линии не се одржуваат. На кој начин да ги натераме превозниците да ја одржуваат линијата? Затоа направивме балансирање до некаде. Пак ќе кажа, оваа ситуација во наредниот период ќе се анализира и ќе се вршат дополнителни анализи на побаровачката и трошоците. Значи, со цел да се разгледаат можните модели за по-одржлив и по-евтин јавен превоз. Значи, тука има веќе и други варианти за овие релации. Тоа го оставам понатаму. Јас сега тука сум само да ја појаснам и образложам ова точка. Благодарам. Дополнително прашање или се јавува за збор Борче Стојков? Не. Дополнително прашање кон представникот? Благодарам. Прво би сакал да знам кој закон ве обврзува да мора да се возат и учениците и обичниот граѓанин од населеното место во испревоз. Значи со измена на закон за превоз на патници од 2023. Сега точно не знам кој беше. Добро. Сега. 4 ученика од Кованец. Да. 305 денари пута 4. Добро. 1200 денари. Да. Такси ако пуштиме од Негорци до Кованец да ги земе овие ученици и да ги врати, дали ќе не кошти 1200 денари? Не. Од Негорци не иде такси. Доаѓа од Гевгелија. Кога ќе дојде таксито од Гевгелија... А ова е цена за до Гевгелија? Не. Значи има луфт километри. Смоквица има Петрово. Трошоци. Во ред, Смоквица Петрово. Колку ученици од Смоквица одат во Петрово или колку ученици од Петрово одат во Смоквица? Нема. Не. Знаеме, јас знам каде одат учениците. Значи, јас кажав само Миравци Петрово 280 денари или Гевгелија Конско 3 ученика. Колку има ученици од Конско што доаѓаат во Гевгелија? Од Старо Конско има двајца. Двајца? Да. А не доаѓаат во Гевгелија. Од Гевгелија, молим? Не доаѓаат во Гевгелија. Едно доаѓа во Гевгелија, други доаѓа во Моин. Уште подобро. Значи, ако пуштиме една кола такси од тука да оди до Моин, до Конско, да ги земе тие 2 ученика и да ги врати, дали ќе не кошта 17.000 денари на ден? А другите ученици од кажете дека има 2 ученика. Зборам конкретно за Старо Конско. А другите ученици од Моин и Ново Конско што треба да дојде во Гевгелија на школа? Па таму ќе ги преземе друг превоз. Во ред е, да не должиме многу, меѓутоа цифрите кои се тука доставени некако мене не ми фаќаат место. Затоа само кажам. Јас бев директор во средното училиште, од прилика знам како оди преводот и затоа ги поставувам овие прашања.
Видовте Затоа дека што имаше- не ми соодветствува ова што сте го напишале тука. А ако треба ние да излегуваме во пресред на превозниците, на товар на општината, тогаш да бараме некое друго решение. Затоа јас... Не, да бараме друго решение, да не дозволуваме превозниците да диктираат со цените. Значи, Пред нова година, се извинувам, пред нова година во училишниот центар имаше за оваа работа присуство на антикорупцијска, затоа што цената достигна 2,5 евра по километар. Никаде го нема тоа нешто. Меѓутоа не е сега на дневен ред и затоа не сакам да зборам за. Благодарам. Бидејќи бевте директор, многу добро ја знаете ситуацијата. Цените беа високи, но немаше превоз. Нели? Се додека не се најде компромис со превозниците. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој друг не се јавува за збор, точка 19, предлог одлука за измена и дополнување на одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Гевгелија, број 09-2094/7 од 27.12.2023 година и број 09-931/7 од 24.7.2024 година за определување на тарифа цена за општински линиски превоз на патници на подрачниот на општина Гевгелија ја ставам на гласање. Кој е за, молам нека крене рак. Кој е против? Воздржани? Елски, гласаш? Не. Констатирам дека точка 19 е усвоена со 10 гласа за, 3 воздржани и 1 неглас. Со ова, колеги советници, дневниот ред на 6-та седница на Советот на општина Гевгелија е исцрпен. Ви благодарам за соработката и присуството на јавноста за вниманието.